Од денеска започнаа контролите на 43 компании кои произведуваат канабис за медицински цели, соопшти министерот за здравство Азир Алиу. Тој додаде дека на владина седница е донесена одлука за именување нови членови на комисијата и дека во моментов постојат две комисии. Едната составена од Министерството за здравство, а другата меѓусекторска со пошироки надлежности околу 13 члена, која ќе ги анализира политиките поврзани со процесот. Знаете дека 43 лиценци ќе мора да се проверуваат и институции кои што произведуваат канабис за здравствени цели. Меѓуресорската завчера на седница на влада се донесе одлука за именување на членовите. Знаете дека раководител на таа меѓуресорска е Министерство за здравство, значи членот нашето министерство кој раководи со таа институција. За жал истата била креирана во 2017 година, додека во 2020 година биле изменети членовите на таа комисија. Ние барем во Министерството за здравство не најдовме ниеден извештај од работата на таа комисија. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека и други компании се под надзор и контрола, бидејќи владата ќе ги провери сите компании што имаат лиценца за медицински канабис. Не случајно кажав дека неколку десетици тони ќе бидат откриени, не случајно кажав дека можно и до 100 тона да дојдеме, но се разбира сега не е моментот кога тоа би го соопштувало и споделало со јавноста. Како се случувало тоа да се злоупотребуваат лиценците? Многу едноставно, направен е на диво месо правилник кој што е спротивен на законот, иако сите просечни фармацевти и луѓе кои што се во филата знаат дека на отворено кога се одгледува цветот канабис, тој никако не може да ги задоволи стандардите кои што се потребни за да се екстрахира масло од канабис. Така што очигледно некој носејќи го тој правилник свесно влегол во кривично дело и бил практично почетокот на организираниот криминал. Дополнително министерот Алиу информираше дека во вторникот на владина седница побарал законски измени со кои во вакви случаи министерот би имал овластување да формира повеќе од една комисија. Според него комисија од 5 члена треба да ги спроведува административните процедури и контролите на терен.